Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. В името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Еднаш гласот Божји му објави на праведниот старец Симеон дека нема да умре додека не го види Христа, Спасителот на светот. А старецот Симеон, праведен и благочестив човек, зајакнат со вера, живеел и чекал 300 години во Ерусалимскиот храм. Дојде време и оваа средба се одржа на 40-тиот ден по неговото раѓање. Богомладенецот беше донесен во Ерусалимскиот храм од страна на Пресвета Богородица и праведниот Јосиф. Старецот Симеон го зеде во рацете младенецот Исус и изговори пророштво за Спасителот на светот. Сега го отпушташ својот слуга во мир, Господи, според зборот Твој, зашто очите мои го видоа спасението Твое, што си го приготвил пред лицето на сите народи, светлина за просвета на незнабожците и слава на Твојот народ Израил. Старецот Симеон е истиот оној кој кога ги препишувал пророчките текстови од светиот пророк Исаија, кога дошол до стихот "Затоа Господ ќе ви даде знамение и ете девица ќе зачне и ќе роди син", се посомневал како тоа може да се случи, имајќи предвид дека зачнувањето од девица е нешто над човековото разбирање. Свети Симеон Богопримец во овој случај, Симеон во својот сомнеш бил подготвен да го избрише тој дел од текстот, мислејќи дека не може да биде точен. Но му се појавил ангел Господов и му ја објаснил Божјата волја, потврдувајќи му дека тоа што го пишува е вистинито и дека девица ќе зачне преку Светиот Дух, како што се случило и со мајката Божја. Ангелот му рекол на Симеон дека ќе живее доволно долго за да го види исполнувањето на ова пророштво. А тоа ќе биде преку раѓањето на Христос Спасителот. Набрзо по средбата со младенецот Христос, праведниот Симеон Богопримач умре. Целта на неговиот живот на земјата беше постигната, а праведниот старец радосно заминува во вечноста за да му објави на Адам дека го видел неспорното младенче, вечниот Бог и Спасителот на светот. На сите им е познато каква е состојбата на болно очекување и мрачно разочарување. Кога сме измамени во нашите очекувања, измамени затоа што очекуваме од овој свет, а нашите соништа сурово ги разбива реалноста. Примерот на праведниот Симеон ни покажува дека треба да чекаме без разлика колку долго, само едно — средба со Бога. Тоа е единствено важно, витално и вредно. И да чекаме само во храмот. Само во храмот човекот се среќава со Бога. Така беше порано, така и до ден денес. Се разбира, може да се моли и да се сеќава на Бога насекаде, зашто тој е сеприсутен, но во црквите тој се појавува особено јасно. И никаде луѓето не се молат толку горливо, толку искрено, како во црквите, бидејќи црквата е дом Божји, Бог живее тука. На целата територија на нашата земја има многу цркви, а на нивните куполи Свети Крстот
символот на нашето спасение, символот на нашата вистинска среќа. Се што е важно, неопходно и свето во животот на една личност е поврзано со храмовите. Под крошната на храмот мајката го носи своето новороденче, кое овде се крсти и станува христијанка. Во храмот, во светата тајна исповед, отпаѓа бремето на гревовите, што тежи на душата, а од фонтот на покаянието човекот излегува оправдан и непорочен. Овде секојдневно се врши најголемото чудо на Вселената. Се принесува бескрвна жртва, која ги храни душата и телото на луѓето за простување на гревовите и вечен живот. Овде во светата тајна брак се раѓа ново христијанско семејство и божествената благодат се испраќа врз луѓето обединети во љубовта. Осветувајќи ги нив и нивните идни потомци. Овде, во светата тајна соединување, оние кои се физички немоćни и духовно слаби добиваат исцеление. Овде слегуваат ангели за да извршуваат божествени служби заедно со свештениците, да ги слушнат молитвите на луѓето и да ги подигнат на Божиот престол. Тука човечкото срце бие во тага и радост, во надеж и благодарност, се што е најценето, најважно и највозбудливо и возбудливо за луѓето, сите радости и таги што тие ги носат овде и ги полагаат во подножието на Божиот престол. Луѓето кои доаѓаат во храмот со очај во душата, разбушавени, измачувани од луда, страшна потрага по среќа на земјата, задушени во бесот на страстите и виорот на проблемите, одовде заминуваат утешени, зајакнати, облагородени, преродени, полни со благословена сила за понатамошен живот. Во храмот луѓето со вера и трепет чекаат средба со Бога и оваа радосна средба секако ќе се случи. Така, човекот живее во храмот додека не заврши неговиот земен живот, а потоа од тука душата на човекот се вознесува на небото со зборовите: сега го отпушташ твојот слуга да си замине од овој живот, Господи, според Твоето слово во мир, зашто моите очи го видоа Твоето спасение. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешного.